Бојку, Компауре, завртен со грб, Бојку сега од втор план Шабани се приклучи во акција, Шабани го прескокна топката, налетува на неа Компауре, па ја надвор од 16-никот, но дали е внатре или? Да. Ова е пенал. Ќе видиме уште еднаш. Минатата сезона на 23 надпревари постигна 4 гола во првата лига за Струга, а пред минатата на 27 5 гола. Сега тргна одлично. Еве го неговиот трет гол. 3-3 за Бисур Компауре, за 27 годишниот центарфор на екипата на Струга Тримум за водство од 1-0 во завршницата од првото полувреме. Како што споменав и претходно, како одминува времето, се повеќе беше расположена Димитриевски. На Работнички му е важно да ја однесе топката што поблиску до голот на Струга. Демири, Ивковиќ е крај него. Демири греши, и тоа без фаул. Малески го има десно Ивковиќ, оставена оваа топка за Арби Воша, тој ќе оди на дриблинг. Па проигрување за Ивковиќ, премногу комбинира Шабани. Има ли офсайд? 2-0, ако нема Малевски. 94-та минута влегува во бележникот како минута во која што Струга поведува со 2-0 против екипата на Работнички. Велам, ако беше во дозволена позиција напајачот Христијан Малевски, тој по оние 2 гола постигнати против Тиквеш на крајот од минатата сезона. Обид за дијагонала кон Мато, неуспешно, непрецизно. Тодоров. И главно со топки во длабочина. Зенгуе не е подигнат офсайд за Менцето. Одличен лопа и ова е водство со 1-0. Да видиме. Ќе се прегледува ли оваа ситуација. Судијата покажува на центарот. Ричард Нзенгуе отвора за водство на Академија Пандеф Брера. Ќе забележиме 15-та минута. Еден убав гол. Да се покажете во вистинското светло и да се даде максимумот. Во спротивно, веројатно планираните бодови ќе останат само како планирани. Евенов центар шут, Омер Агиш успева да упати удар меѓу втор план 1-1. Мато за израмнување. Еве втора посериозна шанса. 19-та минута. Мато го постигнува третиот погодок во првенството, вкупно 6-тиот оваа сезона во екипата на Вардар, вклучително и оние негови погодоци во конференцијската лига. Реков, тоа е Вардар. Нзенгуе, осамен во средината на своето полено, затоа одлично се движи, дали е тоа Стоилевски или пак Ивановски, како да е и натаму, прекрасно го истрча сето ова Ивановски за 2-1. Каков спринт на Ивановски. 40-та минута, практично од својата половина успеа да истрча, да дојде во позиција, да шутира, и тоа како прецизно. Квалитетот на Лудогорец, каква интервенција сега на Вргов, помалку ризична. Еве лопи, да видиме, завршува топката во гол, само да провериме дали Мато шутираше. Одлично виде дека Вргов е далеко од својот гол и ова оди на душа на младиот голман на Брера. 88 минута, изравнување 2-2. Еве го Мато, уште еднаш во... Джеков кон Ефтимов. Мирчевски ја губи топката, до него веднаш Тошев и Пецов, меѓутоа повторно шанса за Силекс. Еве можност, Пиреси, 1-0. Португалскиот интернационалец стрела, но кренато е знаменцето на Зоран Саздовски. Овој гол нема да важи.
Има вар, нема потреба од нервоза, ќе се недозволена ситуација. Еве го Пецов, па Мирчевски ја врати топката, Алич кон Пиреш за 1-0, веднаш Абдула крена рака, реагирајќи дека ова е недозволена позиција, но сепак ова е погодок, вели судијата Стојанче Стојанов на Ангелески, капитенот на Силекс. Тргнува напред Ангелески, Мирчевски се наоѓа во зоната на шутот. Еве удар на Мирчевски, погодува 2-0. Предност за Силекс, 49-та минута од надпреварот. Погодок на новото засилување на Силекс. Мирчевски, искусен фудбалер, го постигнува првиот гол во дресот на Силекс. Е тоа во вистинско време, на почеток на второто полувреме, кога од нова година до сега. Уште еден обид на Македонија, Ѓорче Петров, ја врати Абдула таа топка во опасната зона, но само за да има контранапад за Силекс. Тргнува напред Говедарица, пред него Пецов, Говедарица успева да мине, бара позиција за завршница, Говедарица, еве шанса, 3-0 Матески. Она што и го најавив дека е поблиску Силекс до 3-0 отколку Македонија. Ѓорче Петров до 2-1 се остварува погодок за Матески. Оваа контра за резервистот на Силекс Давид Матески. Ова е прв погодок. Храбро на противничката половина сега гостите од Арсими. Гафури убаво за игњето, добра акција на гостинот и да видиме ова Тумбосун од добра позиција со ножички. Алхасан. Добра топка за Ибраими, оди на Дрљевич. Ибраими, Мазари се уфрла, еве добра топка за Мазари, какво промашување. Точно 4 простете. И еве го сега Зенулај, одлична топка Зенулај, брани Ислами, статива. Ибраими е таму, да видиме. Се уште трае шансата за Шкендија. Бесарт Ибраими ја одзема оваа топка Ајдиди. Ово влезениот Асани сега. Гафури, уште еднаш Перович, удар на Перович и сега пречката погодена на спротивната страна. Добар почеток на акцијата на домашниот тим. Капитенот Алими сега се уфрла Пановски. Има ли контакт тука од Ајдоан? Да, Пановски не доби топка. Ајдоан во средината, нема никој таму. Погреши за момент само. И голема шанса, Лексовски, 1-0. Ново гледачи во 60-тикот на Тиквеш. Ацковски не се снајде баш најдобро да го искористи тоа, а Лексовски успеа да направи една финта, дриблинг, да обезбеди чиста позиција, како да се изненади од тој простор голем што имаше пред голот, меѓутоа беше многу присебен, со лева успеа да ја смести топката. Прво мислам дека го чепна малку и директно оваа топка, меѓутоа влезе во мрежата. Уште еднаш акцијата по тоа што Рушт Јонус, 23 годишен млад фудбалер, 108 минути одигра на претходните два надпревари за Кавадарчани. И сега Джелиливо, добра шанса и погодува Симоновски. Големо невнимание повторно во одбраната на Кавадарчани. Многу гледачи, многу публика. Джелили дојде до оваа топка по центар, шутот излезе како асистенција и искусниот стрелец Марко Симоновски беше присебен и погодува уште во оваа 40 со Мишов. Его Петровиќ уште еднаш. Прв контакт со топката на Садик, нема офсајд, еве голема шанса за Кавадарчани. Мишов офсајд сепак. Сепак офсајд. Ке треба да се провери ова, да видиме. Има некоја консултација таму на Пилешков, гледам уште еднаш оваа ситуација. По она што го видов од забавената снимка, гол, да. Уште еднаш Петровиќ. Се отвора Тодоров. Јонус не беше прецизен во оваа асистенција, па сега Зука го имаше првиот контакт со топката. Форсиран
Симоновски, трча добро Зука. Одлично Зука за Симоновски, прекрасна шанса. Стојковски брани и гол водува сепак Алексовски. Гол број 2 за Алексовски. Одрани Стефковски, а Алексовски каснува уште еднаш. Ова акција беше прекрасна, а големи заслуги за тоа има ново влезение од Зука. Пред се Зука и Симоновски. Ќе видите, прекрасна асистенција. Да направи професионален прекршок Спахиу. Доволно за фаул, не и за жолт картон, ама брзо го изведува прекршокот фудбалите на Пелистер. Ристовски. Да видиме што му идејата. Кон Ивановски, пресилно, Гроте, повратна топка, Булатовиќ, Гроте, брани еднаш Гроте, топка за Пелистер, 1:0. Водство за битолчани. Дали е тоа Ристич? Да. Не ја собра топката при првиот центаршут Гроте. На првата одбиена топка изворедно интервенираше по ударот на Булатовиќ. По одбиената за Ристич веќе немаше можност. 60-та минута Пелистер води со 1:0. Прв гол за српскиот интернационалец во третиот надпревар за Пелистер. Ристич, убаво помина Ристич и покрај контактот. Еве топка за Булатовиќ, голема шанса, 2:0. Ристовски, Булатовиќ. Пелистер го решава овој надпревар со најубавата акција за водство, 2:0 во 85-та минута. За Булатовиќ ова е втор погодок.